Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска заедно со вас и денеска 30-минутно кулинарско шоу во кое што ќе научите нов рецепт и ќе научите многу нешта од нашата гостинка која што денеска специјално само за вас ја поканивме. Знам дека ќе ви бидеме интересни, затоа доколку правите ручек, на тивко ставете го или по тенџерчето настрана, како велам јас, за да не ви загори, бидејќи ќе имаме интересен муабет, а и рецепт кој што треба да го запаметиме добро, односно редоследот како се подготвува. На самиот почеток, откако ве поздравуваме вас, почитуваните гледачи на нашата емисија Канал 5 телевизија, ги поздравуваме нашите пријатели на емисијата. Да ги поздравиме стокомак и да погледнеме дел од производите кои што ги имаме овде. Дел од производите кои што можеби ќе ви бидат едно мало подсетување за нештата кои што вам ќе ви бидат потребни дома, а за се она што вие сакате да си подготвите или изготвите, да си земете од големите маркети на стокомак ширум нашата ни убава Македонија. Да си ги поздравиме стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка. Македонка, обоени налепници во црвено, убаво напишани Македонка, со тоа посебни рафтови во стокомак, каде што можете да купувате исклучително македонски производи. Затоа препорачуваме, купувајте македонски производи, хранете се здраво, со тоа ќе ги стимулирате и македонските производители. Поздрав до нашите пријатели од стокомак и до македонските производители. Да си ги поздравиме нашите пријатели од мини трговскиот центар Мост, кој што се наоѓа на Пластичарската улица до самиот мост. Продавница, апарати за домакинството и се за домакинството, почнувајќи од еден бокал за топлење на вода, блендери, ситни алати кои што се потребни за домакинството, па завршувајќи до се најубави производи кои што можете да ги вклопите во вашето домакинство, како што се елементи за вашето домакинство, од мебел, потоа преубави гарнитури за вашите летни тераси за дома, убави перничиња кои што ќе го доукрасат вашиот дом, лустери, ламби и се теписи, теписони, стази, навистина убави садови од порцелан кои што за веднаш ќе ве фатат за око. Ете, поздрав до нашите пријатели од мини трговскиот центар Мост, а вие одберете си навистина убав апарат кој што ќе ви ја олесни работата. Ке работи наместо вас. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. ПК Беско познати по сувомеснатите производи. ПК Беско велиме, ако не знаете што да одберете од сувомеснато, одберете ПК Беско и тогаш нема да погрешите. Навистина врвен квалитет и убави вкусови. Јадете и уживајте во храната со ПК Беско, се разбира и производите кои што се купуваат од стокомак. А ние денеска ќе готвиме со една моја многу годишна и драга пријателка. Морам да кажам дека тоа е наша личност, жена, борбена жена која што се бори за правата на жените во Македонија, поготово за рурарната жена. Оние жени кои што се на полето цел ден им пот им тече од чело, а никој не им го вреднува трудот. Е, токму таква жена застана храбро пред сите, пред целата Европа и пошироко да им каже: стоп, ние треба да си ги заштитиме нашите жени и нашето домашно производство. Нашата Васе Мојсовска. Добре ми дојде. Добро те најдов, благодарам. Како си ти? Супер сум, благодарам за убавата најава. Вистината ја кажав, затоа што ќе кажеме дека ти си председател на Националната федерација за на фармери. Ќе те исправам, Дракче, веќе еден месец не сум председател. Ми поминам мандатот, двегодишниот мандат. Малку ќе одмориш. Да, да, едва и чекав да, нели? Така сега имаме нов председател на организацијата, но јас сум повторно там. Маше, Стеванчо, Маш да
Лозановски. се бори за женските права. Да. Добро, еве да му Тој е честитаме. земјоделец кој што долги години работи со своето семејство. Зборуваме да се одмориш од оние посети, семинари, така. предавања кои што се многу одземаат многу време, а ти си премногу зафатена во твојата работа и вашиот приватен бизнис, но секако дека повторно ќе им помагаш и во иднина. Секако јас сум таму и член и на организацијата и на управниот одбор и секако тука сме со нашите искуства и знаења да помогнеме за земјоделците. Само што сега на чело на организацијата ни е друг претседател. Доволно се 2 мандати за една жена, поготово од рурална средина. Така да се надеваме дека пак тимски ќе постигнеме уште поголеми успеси. Како е Тимјаник сега? Топло. Тимјаник е топло, да, кога тргнав од Сабајле, од кај 9-10 часот беше топло и сега е веќе премногу, да. Убаво, работи. Така и треба да биде за да биде добро грозието, нели? Да. Имаме фотографии кои што во режијата подоцна и ќе ги пуштиме за да се види грозието и како си ти на нива, како работите, како подготвувате се она што е за земјоделието и како им помагаш на другите жени, но јас морам да кажам кога ќе ми потребаше жена, посебно жена, за моите емисии, Васе, дај ми сточар. Васе, дај ми жена која работи со млеко и млечни производи. Дај ми рачни ракотворби. Веднаш имаше телефон со кого да ме поврзеш и ние сето тоа да го направиме како емисија. И искрено ти благодарам на долгогодишната соработка заедно со тебе. Ти благодарам и тебе што се трудиш да ги промовираш, како што рече, руралните жени, а секако тоа ни е мисија да ги покажеме, да се покажат самите тие што работат и да се борат заеднички за своите права. Реков ќе доаѓам да врзувам прачки, ама не можев. Кога ги собирав. Ти биди здрава и жива, прави ни емисии, а има кој да врзува прачки. Така, секој да си ја знае својата работа. Ќе ни подготвиш сега еден твој специјалитет. Да. Како го нарече ти посебно, има посебно име овој специјалитет? Ова е пилешка бајадера. Бајадера, затоа што се гледа слоевите. Да, и обично се подготвува и за ручек, а може и за слави, како мезе, затоа што е декоративно убаво, како кога ќе излезе, кога ќе биде готово. И така да, јас често го подготвувам дома. Мислев што да правам, но ајде нешто поинако. Да, поинако. Ова вака изгледа чорбаџиско. Велат кога има повеќе мрсно чорбаџиско јадење, но јас тука ќе додадам баш земјоделско, луѓе сточари, луѓе оние кои што ти долго време ги заштитуваш нивните права. Се произведува во нивните домови. Така е, да. И еве рецептот ќе дојде од таму. Па имаме толку прекрасни предели во Македонија, толку прекрасни места и луѓе кои што вредно работат и треба да се промовираат. Само треба да што повеќе да им се даде стимул за да можат што повеќе да работат и да имаат волја да останат во руралните средини. Тоа ни е мисијата како организација и лично како земјоделец, затоа што и јас целиот свој живот знам кои се проблемите со кои се соочуваат земјоделците. Како велеше во едно интервју, се сеќавам, драгче, јас не сум родена госпоѓа, јас сум родена дете на нива, одев со моите родители, знам како се обработува нивите, полето, колку е таа тешка, макотрпна работа и затоа сакав да ги заштитувам луѓето од таа област. Ајде да започнеме со рецептот и ќе си правиме ние оној кој што... Ова ни е пилешко месо, обично се пилешки гради, кои што треба да бидат исецкани на потенки ленти, затоа што ќе се редат во тавчето и за да може да подобро да
изгледа нели самата Бајадера. бајадера. Да. така Обично ова јас го правам за слави или за имендени дома, а знам и често да го направам и нели некогаш и за ручек. Имаш постојано и гости, многу гости. И за гости, за ручек, за дома, да. Бидејќи личност како тебе е прифатена од многу луѓе и постојано знам дека твојот дом, барем фотографиите ги гледаме секојдневно, Па и дека е викендот полно имавме дом. гости, да. Па тоа е убавината на животот, да се дружиме, да ги остваруваме тие врски со пријатели, со роднини, со семејството. Да се споделуваат и убавите и неубавите работи. Така е, колку можеме, нели се трудиме, некогаш и работните обврски не ни дозволуваат, особено во летниот период ни е многу, нели, турбо. Многу работа. Да, затоа што земјоделството е, нели, особено лозарството е гранка во која што нема застој, да. На време треба сите операции да се средат, треба на време да се навади, нели, да се заштити. Како велат некои, ајде да ги закроеме лозјата и потоа само ќе роди. Ќе пиеме вино. Не е така, треба многу работа. Да. Значи треба да се скрои, да се врзува, да се прска, да се копа, да се сега, еве, моментално сега работиме подлачување на листови, еве, утрово бев заедно со моето семејство и со луѓето кои што се... Тоа мора рано, кога е поладно. Па секогаш одиме наутро, рано, дока и 1 час од максимум. Така, тоа е многу. Кога веќе ќе почнат поголемите температури, тоа и 1 часот е премногу, затоа што не можеш да, нели, да функционираш. И така, ова исецкано мора да го зачиниме и јас имам овде некој зачин кој што е за пилешко месо, но ќе ставиме, нели, и традиционалните наши зачини кои што ги имаме, а тоа се сол, малку сол, да не го пресолиме затоа што имаме и месо друго месо. Па и кашкавалото тука и сето тоа, добро. И затоа помалку. Сув зачин, така, добро. Вас се почнаа младите да се интересираат за земјоделството после онаа твоја голема акција, да кажам, враќање во село, враќање на традицијата, на семејните корени? Знаете како, оние деца кои што се пораснати на земјоделски семејства, кои што целиот свој живот работеле земјоделство, знаат родителите, нели, како го постигнале тоа што го имат, како од што ги школувале, тие знаат да го ценат. Сега јас еве лично можам да кажам за моите деца, а и за многу наши пријатели кои што работат земјоделство, сите ние како родители и велиме, вие не гледајте ние што работиме, ако си најдете подобро, нели, одете. Но самата таа љубов и таа, нели, ангажираност уште од мали нозе, им се всадува во... Љубовта кон нештото што барем, еве, моите и на неколку мои пријателки, децата, баш така реагирале. Велат, па зашто ние сега да се обучуваме кога ние тоа го знаеме да го работиме, нели? И треба да се обучиме да работиме некаде на друго место, а нашата работа да стое. Но многу е тешко, знаете зошто? Многу климата се промени, многу има проблеми, многу има работи. За жал, минатата година, кога се слушнавме, сакав да те прашам како поминавте, имаше огромен град, невреме, имавте големи штети и знае тоа да биде во лето и затоа многу пати земјоделците велат се што направивме ни отиде така. Па да, ние сме биле во ситуација баш пред берба да ни го фати град и да ти го земе, нели, од раце, ама тоа е Божја работа. Значи, сепак ќе кажам, заштита од климатски промени, тоа се мерки и кои што се доста многу скапи и, нели, инвестираме колку можеме, но не можеме се наеднаш. Баш се наеднаш не може. Да.
Тоа ти е земјоделството ти е фабрика на отворено. Еве, Точно. видовме ова пролет што се случи со праските во Росуман, сите измрзна, со кајсиите, сливите не пред некој ден и во Берово имаше град. Така да јаболките замрзна во Преспа. Скоро ништо што се вели. И сега се радуваме на грозието, ама производната година има уште, нели? До септември. Бербата на некои сорти почнува во за преображение, како велиме во август. После 1 август, да. Еве, ние имаме, например, сорти трпезно грозе кои што после 1 август почнуваат. Но тоа бербата трае до крајот на октомври месец, така да ништо не се знае до крајот на сезоната, на производната сезона. И само тоа да се надеваме дека ќе биде убава година, берикетна, така, дај Боже. И дека ќе биде исплатливо. Тоа е младите, тоа ги е нај ги интересира и нормално дека ќе ги интересира, затоа што секој што работи сака да има заработка. Заработка, но и друго нешто ќе напоменеме. Јас исто заедно бидејќи со тебе си му обетиме, немаме сигајле кога сакаме. Велиш, Драгче, немаме аргат и луѓето заменуваат во тугина. Јас велам мачат, иако тука имате работници со скоро иста цена. Па да, ева, тоа е голем проблем, затоа што тој тренд на патување во други земји. Во други земји, одење на работа во други земји, како што е актуелна Хрватска во летниот период за нас, особено за младите, бегаат од земјоделството, затоа што е на поле, затоа што е мачно, многу мачно. Па ако се работи со желба, не е толку мачно, но ете, иако се платите исти, тие избираат да одат, нели, таму. Секој за себе, мислејќи дека е полесен животот таму. Секој за себе, нели, не сакам никој да осудувам, секој си знае како и што треба, нели, во својот живот, но ние како луѓе кои што имаме направено по големи површини во текот на нашата работа и нели имаш потреба од сезонски работници во периодот кога ти треба, имаме проблем со тоа. Имаме недостаток на работна сила. И затоа сме приморани да не прошируваме, односно да го работиме тоа со ресурсите кои што ги имаме. Сега го направивме на лентички. Само јас да се загнам малку. Добро. Дали ти е потребна даската овде или јас да ја повлечам? Не е потребна. За да биде полесно за тебе. Добро. Еве ти хартија имаш и овде. Добро. Еве има. Овели. Сега треба малку да ставиме масло на тавчето. Од нашето, од стокомак. Најдобро се прави со, нели, во ватростална, нели, тава. Така. Имав четкичка ако ти беше потребно. Секако и че со рака и ги местиш добро. И најпрво го ставаме, ја ставаме сланината. Тоа е чадена сланина. Се реди. Како ти тоа успеваш? Јас просто се восхитувам на способностите кои што ги имаш како жена, плюс и мајка и сопруга. Да, сега и однеодамна и баба. И баба. На Давид. Затоа што да се спрема дома и јадење и за себе, и за работниците на поле, и да се подготвува и благо, да се подготвува расат. Сето тоа одзема многу енергија, многу време. Знаете како... Затоа и до полнок знаеме да муабетиме. Да. Кога се малку одмара дома. Ако работите фамилиарно и работите си ги организирате правилно, се договарате нели како, што, кој, каде да се изорганизира. Секако дека ќе успеете. Ние барем еве долги години така функционираме од кога работиме веќе 29 години.
од вечер го правиме распоредот и секој Агенда на денот. Да, нормално. Агенда на Ако вие наутро не знаете што треба да кој каде треба да работи и кој со што, тогаш вие фактички губите времето и денот ви е изгубен. Јас научив рационално да го искористувам времето, и тоа ми е веќе и рутина, и некогаш сама си велам како можеш да како успевам самата се прашуваш. Но си велам, па можеби така треба и не знаеш што да правиш ако не си ангажиран. Тоа мене децата ме карат, мамо, одмори се, јас велам, а што беше одмор? И јас и не знам да одмарам и знам дека и ти се соочуваш со тоа. Сега следува ова свинскиот врат, кој што е така пушен. Убаво си велам јас, чорбаџиски ручек е ова. Да. Полесен, на брзина. Да. Добро, ете, убаво. Па, мислев нешто неготински специјалитет. Ние имаме неготинска пита, кој што велешани ја викат, нели, пастрамали и штипјани, ние викаме пита, таа со јајца, но таа се прави во зимниот период. Со свинско месо. И затоа избегнав. Многу ти е убаво идеја. Избегнав. И колегите се радуваат. Потоа ќе извадиме салата и ова ќе биде супер ручек. Да. И Ама мислам и ни го погоди, да ти кажам. Па јас, знаеш, ги гледам твоите емисии, се гледам нешто паста повеќе луѓето и велам, ајде нешто не знаеш друго нешто. Ова е последната емисија од втората сезона и ни е потребен свечен ручек. Па тогаш гледаш како сум знаела. Ти ни убав ручек, убаво блачко ни донесе направено со маџун кој што вие го произведувате, морам да ве пофалам и за тоа. Тоа го прави ќерка ми. Така, специјално. Имаме колачи тука кои, ете, драги мои колеги, Тоа е тиквешка раванија, која што се прави без шеќер. Тоа е традиционална кај нас во тиквешијата и нашите баби ја правеле со маџу, која што било, нели, замена за шеќер и така. Знам почесто да ја направам затоа што и таа не бара многу време. И без да ти кажам, ти ме прочита. Веќе да ни направиш една свечена емисија. Една свечена емисија. Па гледаш кога имаш позитивна енергија со личности како тебе, сите работи се погодуваат. Без да знам, ете, случајно дојде. Да, и торта има за последната емисија. Да, за последната емисија, во оваа наша втора сезона, еден свечен ручек и благо. Баш е брза, не бара многу ангажман, исто како ова, и јас секогаш гледам така нешто по да нема губење време. Пак си има време. Да, се има, ако се сака, се мора да се. Не, мислам, пак и за ова си треба време, ете редот да се знае, да се намести. Да, па мора да биде, нели, сето поред. Сега, ако е нешто, нели, имаме ние понекогаш и саламурено ваков стекове пилешко месо, тогаш не треба се стават многу зачини, затоа што ќе биде премногу пресолено за самата. Добро. Еве се убаво се реди бајадерата. Да. Кажи ми, што е новитетот кај вас сега, што најмногу се е во тек со работата? Па сега имаме активности во расадникот и во лозието, во лозовите насади. Така да имаме доста работа. Секој гроздак мораме да го извадиме, да нема листа, затоа што нашите се насади на систем одрина. Ова можем да ги повлечам, за да не ти пречат. Сланината е доволно, затоа што само се става најдоле и... Кажи ми во однос на, како се вели, сортите
на грозје. Има нешто што посебно се бара? Па За нашето поднебје? Вака, ние трпезното грозје целото ни оде за надвор од Македонија. Имаме нешто и на нашиот пазар, но кај нас најмногу се барат оние традиционалните сорти, што ги имаме кардинало црно грозје, зборам за трпезни, и афусали, белото грозје. Да, имаме ние и од тие сорти, имаме и за другите пазари, така да тоа е се ствар вкус. Имаме и грозје и за луѓе кои што гледуваат од шеќер, нели со помалце шеќерност. Јас сега ќе побарам фотографии да погледнеме, додека го редиш последниот ред, да погледнеме дел од фотографиите, ќе дзиркаш малку и во мониторот. Важи, еве при крај сме, да. Да, за да кажеме потоа што видовме. Да, ова се дел од активностите кои што ги имавме за време на руралната жена оваа година, минатата 24-та. Федерација на фармери ја организираше во село Дихово во Битолско. Ние секоја година организираме во различни рурални средини. Имавме чест да ни биде и претседателката гостинка, секако и министерот, градоначалникот на Битола и други еминентни гости. Агрокалем е вашата. Да, тоа е нашата семејна фирма која што произлезе наменски од самото производство, еве овде како калемам лозови садници, ова е од оваа година, од производството 25-та. И ова е дел од состанокот на некој управен одбор во организацијата, во федерацијата. Да, и на крај ставаме. Ова е од ова година на поле, кога ги садевме садниците. Тоа е новитет кој што го внесовме, нели, еве втора година, овој најлон, кој што оваа фолија, кој што ја нема кај нас, затоа што има специјални дупки на колку растојание треба да се садат садниците. Ова нива се вика препориште. Овде се препоруваат сертифицирани лозови садници, кои што се извадени од сертификала, и сега се на нива и се работа цела година до ноември месец, кога во ноември ќе бидат готови садници и ќе бидат спремни, нели, за продажба. Голем гроз, бараме побрзо да одат фотографиите, времето ни е. Да, ова е сорта Страшински, кој што ние имаме и баш доста, нели, големи гроздови има. Колку убаво тоа изгледа. И едно од првите сорти кои што во јули месец. Ова е черка ми, исто со работна активност на расадникот. Јас ти ги бира фотографиите, може би некоја не сум пропуштила, но мислам дека ти се допаѓа. Овде со черка ми како работиме, Ангела. Тие се од деца ти барав убави фотографии работни. Да, ова е во Земјоделски институт прославата 80 години од постоење, и јас и мојот сопруг со нели директорот на институтот и со заменик директорот, кој што исто така овде нема, но имавме една благодарница за соработка. И ова ми беше посебно. Ова е за Свети Трифун, да. Посебно ми беше, затоа ја одбрав. Јас така сакам малку да правам уметнички фотографии. Овде бевме на закројување за Свети Трифун. Ете така. Сега ова бајадера треба да ја ставиме да се пече, но мораме да кажеме дека ова треба да се пече подолго време. Да. И ова ќе остане да се пече, ама ти ни донесе печена. Да. Но откако ќе ја поставиме и ќе го побарам јас рецептот на денот, ќе ја видиме готовата испечена бајадера. Сега треба да ставиме само фолија и со фолијата оди на печење. На печење 1 час на 220 степени и 1 час на 180 степени. Така, ќе има и за втората смена и за третата смена. И пред да 15 минути пред да се исклучи вториот час, треба се тргне фолијата за да зарумени горниот дел. Добро. Ајде, сега, колега, ќе одиме на печење. Повели, јас сакам да ти помогнам. Ова отворено, така? Така, да. На средина на решетката, да. Јас ова ќе го повлечам. Да. И релната ни е, нели,
Вжештена веќе, пуштена. Да. На најако ја пуштив, но ќе ја намалам на 220, бидејќи 250. Да. Ете така. Сега ќе го побарам рецептот на денот, за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Пилешка бајадера, 1 килограм пилешки стек, 400 грама чадена сланина, 400 грама чаден свински врат, 400 грама кашкавал во ленти и 200 милилитри кисела павлак. Тоа се нам ни беше потребно за денешниот рецепт, кој што ни го направи Васе Мојсовска и ни донесе готов за да видите како изгледа таа бајадера Да. и колачот од маџун. Да. Затоа што ова мораме да го печеме за втората смена, за третата смена да биде готово, нели, бидејќи ќе треба уште подолго да останеме да ја испечеме. Искрено ти благодарам. И јас ти благодарам за овој поканата. прекрасен рецепт на убавиот муавет. Ти посакувам многу здравје, многу успеси и понатаму биди таква каква што си, не се менувај. Фала. И нека учат помладите генерации како треба да се сака родната земја. Па така е. Јас се надевам дека со мојата работа и со мојот труд ќе бидам инспирација за многу нели млади да останат овде, затоа што не е лесен патот, да, трнлив е, немој да мисла дека преку ноќ се случува, но тоа е, ако имаат желба, можат да постигнат и Она што тешко овто. се стекнува, многу се сака. Така е, баш Подарок така. од Пека Беско, нашите Благодарам, пријатели. благодарам. И ваучер од продавницата МОС, каде што можеш да си одбереш нешто што ќе те подсетува на ова наше другарување. Благодарам, ти благодарам за подароците и за поканата. Така да повелете во Тимјани кога сакате, еве за Целата еден екипа. месец имаме и берба. Да. Така. Почитувани, драги мои пријатели и гледачи на оваа ваша емисија Гответе со Драгче. Знам дека и оваа сезона направивме многу емисии, дојдоа многу гости од многу професии, беше интересно, забавно, некои рецепти полесни, некои помачни, но знам дека сите минути кои што ги поминавме заеднички ни беа на вистина убави. И јас од се срце, пред се сакам да се заблагодарам на мојот тим, кој што заедно со мене е секој ден, да им посакам многу здрави, многу успешна работа. На менаџерскиот тим на телевизијата исто така многу успеси и се надевам дека ќе имаме и трета сезона. Ве поздравувам и силно ве сакам.